Часот е започнат. Најпрво провери дали микрофонот и камерата се активирани и на интернет пребарувачот му е дозволен пристап на истите. Доколку користиш лаптоп или компјутер со помал екран и не можеш да ги видиш сите алатки во училницата, едноставно притисни Ctrl- на тастатурата со цел да се одзумира училницата и да се зголеми видниот простор на самата. Училницата има многу опции и алатки за едноставно интерактивно одржување на часот. Со опцијата Молив можеш да пишуваш и црташ по интерактивната табла. Исто така можеш да ја менуваш дебелината, како и бојата на моливот по сопствени потреби. Нашата интерактивна табла има и опции за цртање на различни геометриски фигури. Со помош на текст едиторот, слободно можеш да пишуваш реченици. Кога ќе ја напишеш реченицата, погрижи се да кликнеш 2 пати надвор од полето за текст со цел информацијата да биде пратена до другиот корисник. Движечот како алатка помага во поместување на интерактивната табла надоле. Најчесто се користи кога ќе се пополни видниот простор на таблата. Погрижи се да го информираш другиот корисник за поместувањето на страната надоле. Самото поместување не е синхронизирано. Во случај едниот или другиот корисник да ја изгубат конекцијата или напишаните елементи, преку опцијата Испрати елементи, едниот корисник може да му ги испрати сите напишани елементи на таблата на корисникот што ја изгубил конекцијата, како и напишаните елементи. Прикачи позадина во JPG формат на самата интерактивна табла со цел да споделиш лесно визуелна информација. Лесно и брзо симни се што е напишано и нацртано на интерактивната табла со помош на опцијата Преземи табла. Доколку еден лист не ти е доволен за напишаното, слободно можеш да менуваш листови од самата табла и да внесуваш екстра информации. Информирај го другиот корисник на кој лист се наоѓаш со цел да ја види информацијата на тој лист. Можеш да разменуваш зипувани фајлови до 3 мегабајти и JPG слики до 6 мегабајти со помош на системот на размена на фајлови. Кога ќе биде испратен фајл од еден кон друг корисник, до самиот фајл се појавува друг фајл за спуштање кој трепка црвено. Пред да го прикачиш следниот фајл, погрижи се претходниот да е спуштен, во спротивно тој ќе биде избришан. Со помош на опцијата за зголемување или намалување на училницата, можеш да ја продолжиш интерактивната табла во зависност од потребите. Можеш да го исклучиш звукот и видеото на другиот корисник или пак својот звук и видео со помош на неколку клика според вашата моментална потреба. Ако сакаш да споделиш некоја програма од твојот екран со другиот корисник, тоа можеш да го направиш со опцијата за споделување на екран. По кликање на копчето за споделување на екран, ќе бидеш прашан да инсталираш екстензијата на Google Chrome за споделување на екран. Кликни на копчето да ја додадеш екстензијата и почекај малку. По нејзиното додавање, слободно можеш да ја користиш опцијата за споделување на екран. При секое уклучување или исклучување на опцијата за споделување на екранот, звукот на корисниците се губи неколку секунди. Почекај целосно да заврши процесот пред да продолжи со конверзација. Времето за одржување на часот е во десниот горен агол од екранот. Тоа е со зелена боја. Неколку минути пред завршување на часот, тоа започнува да свети црвено. По завршување на часот, системот автоматски ве исклучува од училницата, пошто излегува прозорец да оставиш коментар и рейтинг за одржаниот час. Ти благодариме на вниманието.